Јас би требало да го имам на Zoom врска Андреја Стојковски. Андреја, добро утро. Добро утро. Андреја Стојковски, кој што е председател, директор на Преспа институтот. Како е, Андреја, официјалната функција? Директор. Директор, така е. Преспа институтот кој постои во последните неколку години со поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија. Неодамна, пред неколку дена објавивте резултати од едно многу интересно истражување кое што го направивте, а кое што е заглавено сличности и разлики помеѓу имиџот и реалноста за Република Северна Македонија. Наместо јас да прераскажувам, може ли кратко сиже за какво истражување станува збор, Андреја? Станува збор за истражување кое што е анализа на нормативната рамка и политиките и процесите во однос на политичкиот критериум по главите 23 и нивната соодветна примена, бидејќи тоа придонесува за севкупна одржливост и натамошниот развој на државата. Користевме 25 индикатори кои што соодветствуваат на овие области, политички критериуми поглавје 23. Овие индикатори ги групиравме во две димензии: квалитетна демократија и добро управување. Ги разложивме понатаму во 6 променливи, кои што ги опфаќаат изборниот процес, граѓанските права и политичките слободи, пристапот до информации и слободата на говор и владењето на правото во делот на квалитетна демократија и во однос на доброто владење, извршен капацитет и извршна одговорност. Оценувавме на скала од 1 до 10. Секоја вредност имаше своја специфика и објаснување, бидејќи во рамките на таа скала имавме 4 различни категории добро опишани. Андреја, методологијата е секогаш важна, се разбира, и таа гледам дека е многу комплексна и прилично избалансирана за да добиете што попрецизни ставови. Но општото прашање е: кој е заклучокот, која е оценката, кореспондира ли имиџот и реалната ситуација во Македонија со ова што произлезе како заклучок од вашето истражување? Реалната состојба покажа дека Македонија е некаде на половина пат од оно што би требало да биде ако зборуваме за држава која што сака да стане членка на Европската унија. Што значи дека имаме уште многу што да направиме за да можеме да бидеме држава членка. Ќе одиме во повеќе детали, но гледам дека репер, некаков контролен репер ви беше Хрватска. Како проверка на методологијата и така. Што е тајната во тоа? Бидејќи истражувањето беше, целта на истражувањето беше да видиме каква е реалната состојба, ама да видиме каков е имиџот на државата. Правевме истражување на имиџот преку интервјуа со opinion makeri, ако може така да ги кажам. Opinion makeri во Македонија, луѓе кои што учествуваат во Советот за реформи на правосудство, луѓе од правната фела, од граѓанското општество, суди и обвинители. Меѓутоа правевме интервјуа со слична категоризација на лица професионалци од Хрватска, баш за да можеме да видиме како таму не гледаат овие граѓани, бидејќи не можевме да го направиме тоа истражување до општото граѓанство со анкета. Добро, ама сепак ако направите со општото граѓанство ќе добиевте една перцепција, кога правите со стручни луѓе, сепак се оценките многу би рекол поблиски до реалноста, ако смеам така да кажам, бидејќи помалку влие врзнив ова една општа перцепција на ситуациите. Еве, например, имиџот на државата кај хрватската експертска јавност е подобра во однос на 7 индикатори споредено со реалната состојба каква е. Што значи ти има дури подобра представа, подобар имиџ за држава во однос на некои од индикаторите кои што се реално оценети послабо. Во кои индикатори стоиме најлошо ние? На кои индикатори? Ќе бидете изненадени ако ја гледаме реалната состојба. Лошо стоиме веројатно во делот на изборниот процес кај пристап до медиуми за промоција, кај финансирање на изборната кампања. Лошо стоиме исто и кај плурализам на медиумите. Лошо стоиме и кај... Што е тоа? Се извинувам, Андреја, што е тоа плурализам на медиумите? Што испитувавте во суштина?
Бидејќи кој ќе се спомне плурализам, каква е нормативната рамка која што овозможува заштита на плурализам, прво плурализам воопшто во медиумскиот простор, застапеност на медиуми кои што различно ги гледаат или ги толкуваат и известуваат за настаните согласно идеолошката матрица или пак согласно други сваќања, како и плурализам внатре во медиумот. Колку е новинарот ослободен од цензура од страна на собствеништвото. И како стоиме една тој индикатор? Па тука реалната состојба е многу полоша, например, од тоа како гледаат хрватските граѓани или како гледаат нашите граѓани. Само момент да го погледнам убаво индикаторот. Например, кај плурализам на медиумите, реалната состојба е оценета со 5. 6,29 е средната оценка од домашните експерти. Од можни 10, да. 6 од 10, 6 е просечната оценка од хрватските експерти. Ги гледав оценките, се разбира, тие се по многубројни индикатори, главно се движат меѓу 6 и 7 просечните оценки. Тоа не ми се чини како лоша оценка, иако секојаш може да биде подобро, се разбира. Апсолутно дека може да биде подобро. Ако земеме каква е вкупната просечна оценка, 6,36 е просечната оценка на сите 25 индикатори. 6,40 е просечната оценка што ја добивме преку интервјуата со секторските експерти во домашната експертска јавност. 6,09 е просечната оценка од хрватската експертска јавност. Ако се споредуваат само двете димензии, демократија или добро владење, кај демократија разликите се речиси незабележливи од 6,09 до 6,13, кај добро владење од 6,63 преку 6,76 до 6,04 во Хрватска. Така што тој дел на добро владење, на извршна одговорност, моментот на извршна одговорност, перцепцијата во хрватската јавност е многу полоша за сметка на реалната состојба. Тука сум јас лично изненаден колку кога ќе се гледаат индикаторите согласно нивниот опис и оценките кои што ги имаме добиено преку меѓународни извештаи, нашата состојба е далеку подобра во споредба со перцепцијата на јавноста домашна и хрватска. Добро, Андреа, да прашам, бидејќи се приближуваме до крајот, што е смислата на ова истражување? Каде го презентирате? Кому ова му користи? Има ли некаква практична примена во, не знам, во теориските пристапи, во можеби во понатамашното делкање на оние методи со кои што се приближуваме кон Европската унија? Има ли некакви ефекти ова сето што сте го мерели? Значи, поентата е дека би сакале прво да видиме колкава е дискрепанцата помеѓу имиџот и реалноста. Дали перцепцијата од експертската јавност е полоша. Во тој случај policy пропозалот до владата, особено до Министерството за правда, меѓутоа и другите надлежни министерства во случајот, ќе треба да биде не само да носат закони, туку за законите соодветно да се консултираат со сите чинители и истите добро да ги комуницираат. Ако пак реалната состојба е полоша од перцепцијата на јавноста, тогаш веројатно јавноста ќе треба да направи многу поголем притисок за да може да придонесе за квалитативна промена на положбата на граѓаните. Квалитетот на животот е конечната одредница. Ако реформите кои што ги правиме за да имаме реформи, а не за да го промениме квалитетот на животот, тогаш реално не сме исполниле задачата како што треба и тука тоа е целта на ова истражување. Сакаме да продолжиме понатаму со главинско истражување и гледање како
веќе ако оценките ги знаеме, како на вистина можеме да измериме каде е таа разлика и зошто таа разлика постои. Морам да кажам дека кога ги гледам податоците од истражувањето, доколку се исклучи корупцијата и воопшто антикоруптивните активности, која е оцената најлошо, негдека со оценка 4, веројатно дека тоа би влијаело барем за една оценка повисоко во просечната завршна оценка, бидејќи другите области, особено кога е во прашање ова што сте го добиле како одговори, транспарентноста на владењето, вклученоста на невладините организации, па и слободата на медиумите, не знам, собранието е релативно полошо оценето, тоа и ние го знаеме, нели? Но информирани граѓани, отвореност на владата, мислам дека се гледаат значајни придвижувања во последниве година-две во тие, кај што и кај вас се јавуваат во оценките. Па, видете, тоа го добивме и од интервјуата. Перцепцијата на граѓаните, прво морам да појаснам, кога го правевме секој интервју, им појаснувавме на граѓаните дека се фокусираме на 2019 и 2020 година, не зборуваме за минатото, затоа што веднаш добивате одговор, па сега е супер. Од таму видовме дека да, има поместување од најцрниот момент од 2015 или рана 2016 година. Меѓутоа, далеку сме од некоја идеална состојба, ако може така да кажеме дека бараме некаква идеална состојба. Има исто така многу поместувања кои што се минорни, ако земете на пример делот на извршен капацитет, реалната состојба е оценета со 6, перцепцијата на секторските експерти е далеку подобра. Ако ги заокружиме ако оценките, тогаш е многу подобра перцепцијата, затоа што има две оценки разлика. Па може би тие експерти се вклучени во оценувањето, па сами себе се перцепираат низ таа призма. Па не би рекол дека сите од нив се вклучени и има интересен момент дека различни луѓе различно гледаат, дури и оние кои што се директно вклучени во реформскиот процес се испроведуваат или подготвуваат делови од тие реформски активности, прават оценка која што некому веројатно нема да му се допаѓа. Андреа, во изминатите 20 на години јас лично сум бил вклучен во многу меѓународни индекси кои што се правени од Transparency преку UNDP до Бертелсман, прочуените трансформативни индекси, до Репортери без граници и така натаму. Со години сум бил еден од тие експерти што ги ангажирале. И се разбира, смислата на сето тоа е да се направи што поголем избор на луѓе кои што ќе можат на крај завршната оценка да биде што поизбалансирана. Водевте ли сметка кои луѓе ги поканивте да земат учество во истражувањето? Исклучително. Се трудевме тоа да бидат луѓе кои што или имаат влијание во процесот на реформи, влијание, или се учесници заради тоа што се дел од организации и институции кои што придонесуваат, или пак се луѓе кои што имаат долгогодишно искуство во целиот процес или во областите кои што ги истражувавме. Се абстрахиравме од партиска припадност, меѓутоа се потрудивме да обезбедиме ако не повеќе барем соодветна етничка застапеност во испитаниците, со цел да можеме да добиеме различни перцепции за секој од 25 индикатори. Андреа Стојковски, во 10 часот и 44 минути, благодарам за овој исцрпен разговор. Истражувањето, резултатите, предпоставувам, може на Преспа.мк ли е? Како е вебсајтот? Prespa-institute.mk
може да се најде, линкот е веќе објавен и овие инфографици, односно инфографиците на нашиот Facebook пејдж, така што може и таму да се пронајдат. Благодарам многу, сигурен сум дека ќе има луѓе кои што со интерес ќе отидат во повеќе детали за тоа што сте го истражувале. Благодарам, Андреј, и само можеби се извинувам едно завршно прашање ако дозволиш, иако имаме буквално уште една минута, бидејќи си во таа област прилично експертиран, како ти се чини ситуацијата со Брисел, посетава на владинава делегација, што се случува во моментов околу Македонија? Мене ми мириса дека има многу вриење, но на крајот сепак ќе одат работите поспоро од колку што се надеваме. Пред некој време ме праша ваши колеги, разгледувавме изборите резултатите од изборите во Бугарија и реков успех има само ако ни се случи чудо, ама да се надеваме на чудо во оваа година или во овие времиња е многу тешко, многу лошо. Мислам дека навистина ќе оди долго, иако посетата на Брисел повеќе ја гледам од аспект на притисок да не се случи ниту предлог за разделување на двете држави, а не да се направи одлука за почеток на не за почеток на преговорите, туку за одржување на меѓувладината конференција. Андреја Стојковски, благодарам уште еднаш.